Добра вечер. Гледате свести на гласни идеи. Во глобализираниот свет, акциите на едниот брег предизвикуваат реакции на другиот. На македонскиот брег пак, тревожните труби на војната и енергетската криза се амортизираат преку препораки за штедење на струја, кои ќе ги слушаме и во црквите и џамиите. Во останатиот свет, настаните кои што се случуваат не се и толку комични. Фанатизмот победува, разумот се повлекува. Да проследиме. Не, ова не е сатира. Ова се само дел од препораките за домаќинствата за штедење електрична енергија. Веќе еден месец овие препораки се објавени на страната на Министерството за економија. Но, за нивно спроведување, владата побара помош од сосема неочекувано место, односно верските заедници во Македонија. Конкретно, поповите и оџите треба да ги промовираат препораките за време на богослужбите во црквите и џамиите. Но тоа не е се. За следната сабота е закажана нова сесија екзорцизам со Константин Кајшаров. Направивме мала пародија за обседнатите од консумеризмот. Да видиме како помина вчерашната сесија за истерување на расипничките недомаќински демони кои ги обседнале луѓето да трошат струја како досега. Изминатата недела ситуацијата во Македонија, ако беше комична, тогаш во светот беше трагична. И тоа на истата тема – религијата и војната. Оваа недела избувнаа жестоки протести во Иран. Според официјалните податоци, убиени се најмалку 9 лица за време на протестите. Повод за протестите беше смртта на 22 годишната курдка Махса Амини. Таа почина во притвор на полициското одделение за морал, откако претходно била уапсена за тоа што главата не и била соодветно покриена со шамија. Според официјалното соопштение, таа починала од срцев удар, но нејзиното семејство ги отфрла ваквите наоди. Во Русија пак започна мобилизација на дел од населението. 300.000 нови регрути на бојното поле во Украина. Во Донецк и Луганск започна референдумско изјаснување на граѓаните за приклучување кон Руската Федерација. Ваквото изјаснување
веднаш беше отфрлено како нелегитимно како од властите во Киев, така и од западните сојузници. Резултатите нема да бидат признати без оглед на резултатот. Од друга страна, резултатот на референдумот ќе биде доволен за Путин и Руската дума. Овие региони да ги прогласи за составен дел на Руската Федерација, што значи дека и официјално нападот врз нив ќе биде сметан за напад на Русија. И рака под рака со оваа констатација оди се поприсутната тема на употреба на нуклеарно оружје. Тоа повторно има религиозна нота, баш како во духот на ова издание на Свести. Тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. Историјата се повторува. Првиот пат како трагедија, вториот пат како фарса, а за третиот пат ќе видиме во периодот што ни предстои. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.